Родовата сегрегација во однос на лидерството во денешни услови, во денешен развој не би требала да постои, но за жал постои. Ние мора да ги согледаме бенефитите од женското лидерство и за економиите и за општествата. Ова ќе го истражиме во денешново издание на Приказна. Останете со нас. Сведоци сме дека во врвот на Европската Унија имаме жени лидери. Ова е добар предизвик не само за европскиот регион, туку и пошироко. Еве што истраживме на оваа тема. Прашањата за родот и различностите во организациите неразделно се разгледуваат. Истражувачите, практичарите и работодавците признаваат дека жените представуваат поголем процент од работната сила. Уште поважно, овој раст постои на сите нивоа на организацијската хиерархија. Родовата еднаквост е идеал вредност и општествено-политичка цел на демократските општества. Афирмирањето на еднаквоста помеѓу половите, како убав пример кој што го споменавте, покрај Исланд имаме и во Шведска, во Финска. Родовата еднаквост во денешно време е вградена во главните инструменти за човековите права и е самостојна цел за одржлив развој. Различните студии ја покажуваат важноста на регулативата и јавните политики во решавањето на прашањата за родовата еднаквост. Концептот на родова еднаквост е извонредно важен индикатор за општествениот напредок со кој може да се мери и оцени нивото на еманципација на едно општество, односот на тоа општество кон жените и низините родови улоги. Жените се помалку застапени на раководни позиции и ден-денес родовата нееднаквост и нееднаквите можности помеѓу мажите и жените се глобални феномени кои што не ги одменуваат ни најразвиените модерни демократски општества. Има многу и некои од нив би биле поддршка на жените на лидерски позиции, не само финансиска, туку и морална поддршка како општество, бидејќи ние понекогаш имаме двојни стандарди кон мажите и жените, без оглед дали се на лидерска позиција на политичка функција или во економијата. Особено би значило жестока осуда на говорот на омраза, бидејќи жените на лидерски позиции се мета на осуда, нивниот приватен живот, нивниот изглед и начинот на кој што се реализираат во општеството се гледа под двојна лупа, ако можам да кажам. А досега сме немале санкционирање на некои такви обиди да се дискредитираат жените на лидерски позиции, бидејќи девојките и младите жени се угледуваат на оние кои што сега во моментот се на лидерски позиции, а нив ги има многу малку. Во глобални рамки, бројот на жените на работните места, женската партиципација во работната сила е видно зголемен во последните 4 децении. Се повеќе жени успеваат да стигнат до позиции на управувачи и лидери. Сепак, и покрај законите во многу земји во насока на унапредување на правата на жените и овозможување на нивниот пробив кон врвот на компаниите, феноменот на стаклениот плафон продолжува. Сведоци сме дека на врвот на Европската Унија се токму женските лидери и тоа е предизвик не само за женскиот род, туку и за целокупната состојба. Бројот на жените на работни места е видно зголемен во последната декада, доколку гледаме глобално, па и кај нас. Се повеќе жени успеваат да стигнат до позиции на управувачи и лидери. Сепак, и покрај законите во многу земји, во насока на унапредување на правата на жените и овозможување на нивниот пробив кон врвот на компаниите, процентот на жени на лидерски позиции е мал. А од друга страна, може да видиме како на врвот во Европската Унија имаме токму женски лидери, кои се истовремено и инспирација и предизвик за женскиот род. Законот за еднакви можности на мажите и жените, Стратегијата за родова еднаквост и Законот за работни односи, како пишани документи, не охрабруваат нас жените, но сепак сметам дека за нивна имплементација треба самите ние да се мотивираме за поголема застапеност на жените на лидерски позиции, и тоа преку успешни примери на жени лидери во Македонија, а ги имаме. Со поголема волја за промени и сигурност на жените, како и со развивање на свесноста за улогата и способноста на жените. Метафората на стаклениот плафон укажува на бариерите на предрасудите и дискриминацијата, што ги исклучува жените од високите лидерски позиции.
Опишано од Мерчант 2012 година, стаклениот плафон покажува дека иако жените може да се пробијат преку влезната врата на управувачката хиерархија, во одреден момент тие се спречени од невидливи бариери за да се движат на повисоки позиции. Па јас мислам едноставно е одговорот. Заборавија да бидат среќни, затоа што најголем дел од времето го трчаме да направиме баланс помеѓу семејството, работата и не заборавајте една битна компонента за жена лидер, а тоа е образованието. Затоа што едноставно перманентното и континуирано образование е клучот да биде се успешен жена лидер. Спротивно, тешко е да се следи иновативноста, новите работи, тоа што едноставно те дава слика дека си жена лидер. Како и за мажите тоа е идентично. Меѓутоа, сите тие бариери не прават нас на еден начин да се осетиме несигурни и многу пати во поединачните искуства што ги имам од различни земји во светот, можам едно да заклучам, дека бариерите се секаде исти, само на различен јазик се кажани. Во стратегијата за родова еднаквост 2020-2025 на Европската комисија се истакнува важноста на зголемувањето на учеството на жените на пазарот на трудот за целокупната економија и се препорачува имплементација на минимум стандарди за еднаква распределба на одговорностите во домот на директивата на рамнотежа помеѓу домот и работата. Се препорачува имплементација на мерки за поттикнување на жените како инвеститорки и предприемачки и надминување на родовиот јас во платите и пензиите. Што ќе добиеме со развојот на женското предприемништво е многу важно. Ќе добиеме еден столб за развој на економијата со кој што ќе ја поддржиме микро и малата предприемничка активност во државата, а со тоа ќе го зајакнеме фамилиарното живење, ќе ги зајакнеме децата, детството ќе го направиме повесело на децата, а исто така ќе направиме една посилна спрега во фамилијата, каде што ќе нема економски бариери и каде што ќе нема економски проблеми во живењето во склоп на една фамилија. Од друга страна пак, со решавање и со економското зајакнување на жената, ќе добиеме родова еднаквост, која што е многу важна, и со која што жената застанува да биде еден активен чинител кој што застанува и е сигурен на своето постоење и тогаш не подлежи на некакви други реперкусии како што се семејно насилство. Родовиот јас во платите повеќе не е единствен резултат на дискриминацијата. Јазот произлегува главно од разликите во така наречените просечни карактеристики на жените и мажите на пазарот на трудот. Во голем дел европски држави, иако се гарантира правото на еднаква плата и право на еднакви можности на работното место, како и кај нас, се уште нема ефективна реализација. Со развивањето на свесноста кај мажите и жените, преку промовирање на тоа што значи исти можности и преку реформи во пазарот на трудот и во социјалната политика. Целта на тие реформи е да се поттикне родовата еднаквост и да се зголемат изгледите на жените да имаат исти можности како и мажите, да влезат на пазарот на трудот и да остануваат како и да се развиваат там. Деловите од неплатена работа во домаќинството и грижата, често извршувана од жените, е одговорност на системот за јавна благосостојба. Така жените ќе добијат пристап до вработување и поголема финансиска независност, а на мажите ќе им биде овозможено да учествуваат во семејниот живот во поголема мера. Жените лидери ги надминуваат своите машки колеги, покажуваат бројни истражувања, при што односот и комуникацијата со вработените се издвојуваат како вештина која на жените лидери им лежи повеќе. Според најопсежното истражување направено од агенцијата Галуп, жените лидери се одлични во односот и комуникацијата со вработените, што потоа резултира со поголеми перформанси. Науката покажува дека жените имаат тенденција да бидат ефективни лидери. Истражувањата укажуваат дека очекувањата од жените лидери се поголеми споредбено со нивните машки колеги, но и задоволствата од постигнатите ефекти на жените лидери се поголеми. Женското лидерство во светски рамки е во подем, но сепак податоците укажуваат дека мал број жени се наоѓаат на лидерски позиции. Каде е проблемот?
Па, јас би кажала дека тоа прашање има малку подлабоки корени и би требало да го погледнеме во културолошкото опкружување, бидејќи секако да се променат некакви корени, потребно е време, потребно е многу волја и секако дека сите оние чекори кои што во последно време се прават во целокупното опкружување, во определени законски промени кои што секако им даваат поголеми можности за вклучување на жените во економскиот живот, се добри чекори. Меѓутоа пак би кажала дека е потребно време да се сменат определени стари навики, сваќања за местото и за улогата на жената и во економскиот живот, меѓутоа и во семејниот свет. Многу истражувања, јас ќе го искористам истражувањето кое што го направи Галуп, кое што е најобемно од аспект на испитаниците, укажуваа дека жените лидери многу поуспешно се справуваат во комуникацијата и поврзаноста со вработените од нивните машки колеги. При што емотивноста како карактеристика се издвојува како вештина која што оди во прилог на она што го истакнува ова истражување. Колку сметате дека емотивноста допринесува жените многу полесно како лидери да се справуваат во комуникацијата и во односите, во релациите со вработените? Па, јас лидерот не би го издвоила како посебно машка или како посебно женска улога, иако знаеме дека лидер или е роден или е стекнат, меѓутоа секако никако таа улога не би ја ставила како привилегија на полот. Емотивноста ја спомнавте, таа е битна карактеристика, меѓутоа од моето искуство, од опкружувањето кое што јас го гледам, жените лидери не носат емотивни одлуки, без противно, носат силни, мудри, стабилни одлуки кои што не се засновани на емоционално размислување, туку пред се би рекла на рацио размислување, поволност да се донесе определена одлука и секако право време да се реагира, така да мислам дека таа карактеристика јас не би ја сврзала со жените лидери, би кажала баш спротивно. Ќе искористам емотивноста како карактеристика. Често пати таа се злоупотребува кога треба да се направат стереотипи и дискриминации за жените. Колку таа е злоупотребена од оние кои што не сметаат дека жените може да бидат лидери? Па повторно би се вратиле на тој културолошки пристап. Жената како жена е предефинирана да биде одредена на семејниот живот, на растење на децата, на грижа за домот. И тие стереотипи, за жал, се уште постојат и се уште се прифатени. Она што радува е дека во последно време навистина жената ја добива својата адекватна улога во економскиот живот и во стопанството и во општествениот свет, но секако потребен оној баланс кој што се очекува од жената и како клучна улога во развивање на семејниот свет. Колку ние сме подготвени да имаме жена лидер? Еве, какво е вашето лично искуство? Дали тоа ви било пречка? Дали ве прифаќале полесно? Сте се соочувале со различни ситуации? Има еден за мене поразителен податок кој што кажува дека од сите компании во Македонија кои што котираат на берза, жени на челни позиции се безмалку 4%. Тоа е навистина еден податок на кој што мислам дека и ние како општество би требало дополнително да работиме, како би сакале да се приближиме до оние просеци кои што сега ги гледаме во рамки на европското опкружување. Јас лично во моето искуство не сум почувствувала било каков стереотип да се одрази на развојот на мојата кариера, на моето работно опкружување, но секако знам примери каде што успешни жени се поистоветуваат со агресивност,
со занемарливост на семениот свет и секако дека тоа е еден, би кажала, еден стаклен баланс кој што е потребно ние како жени да го пробиеме. Знаете, постои одна уверување дека жените многу тешко се искачуваат до последното скалило во хиерархијата, меѓутоа се повеќе гледаме примери на поставени жени на челни позиции во компаниите. И тоа е еден факт кој што радува. Пак би кажала дека е потребно време да се сменат неколку генерации за да може ние жените да се ставиме конечно на пиедесталот кој што го заслужуваме и од аспект на успешни жени во бизнисот, меѓутоа и од аспект на да кажам на посветеност на семејниот, на фамилиарниот живот. Ќе го искористам овој момент. Во светот вообичаено жените лидери се буквално еднакви со мажите или се прават такви настојувања, при што се прават закони кои што овозможуваат жените и во семејниот живот да немаат пречки бариери со кои што се соочуваат во таа насока. Татковците се еднакви со мајките, односно нема таткото помага, туку таткото е рамноправен партнер. Како е кај нас, иако има настојувања и со законот тоа да се стимулира, но како е реално, што покажуваат ситуациите во реалноста? Па, самите бројки кои што претходно ги споменав, упатуваат на тоа дека ние како земја треба да работиме многу во тој поглед. И сами кажавте дека во Европска Унија и со определени законски и нормативи е уредено учеството на жената во високи хиерархиски структури во деловното обкружување. Иако во Европската Унија ние може да зборуваме за некакви процеси од 30 до 40%, овдека знаеме дека се движат околу 4-5%. Значи, мислам дека имаме доста работа во тој домен, а секако законските решенија се добре дојдени, законските решенија се добри, меѓутоа не гледаме често нивна доволна примена. Зошто? Моето мислење, една од причините е дека жените треба да бидат повеќе охрабрени и во рамките на кругот на своето семејство, меѓутоа и во рамки на општествените рамки, да повеќе бидат храбри, да преземаат храбри чекори и од предприемачки аспект, меѓутоа и од аспект на прифаќање на сите тие можности кои што ќе им се создадат за да завземат некои клучни позиции во бизнес светот. Вмрежувањето и менторирањето се во момент на светско ниво, посебно на Европската Унија, во подем со цел да се на некој начин поттикне женското предприемништво и женското лидерство. Кај нас не успеав да пронајдам менторски практики во кои што би се вмрежило знаењето и би се пренесувало кај жените лидери. Јас тука целосно со вас би се сложила и за жал кај нас немаме сретнато добри примери на менторство во тој дел. Она што го знаеме од литературата и од начин, да кажам, на поставеност на големи корпорации во нивните хиерархиски структури е дека стигање до тие највисоки позиции секако претходно бара определено менторско водење, знаење и искуство. Секако дека како пракса го поддржувам многу. Мислам дека во сите тие чекори и аспирации кои што ние како земја и како, да кажам, општествено обкружување во иднина би го правеле, дека сите тие практики на менторство, на водење, на учење се добри, се добре дојдени и поддржувам максимално нивна примена. Какво е вашето искуство? Како се снајдовте вие со пандемијата како жена лидер? Што ви беше посебен предизвик? Како да излезете во пресред на вработените? Јас мислам дека светот се соочи со една вистина голем предизвик,
кој што на сите нас ни создаде едно ново обкружување, една нова непозната средина и се бараше, да кажам, доста умешно за секој од нас да се справи. Би се сложила дека посебно во деловниот свет се појавија определени предизвици кои што воопшто не беше едноставно да се менаџираат. Предизвикот од тоа дали вработените треба да доаѓаат на работа, како ќе се организира работата од дома, како ќе се организира семејниот живот дома, бидејќи знаеме дека и училиштата беа затворени. Сето тоа беа, да кажам, определени делови кои што беа тешки да се изменаџираат. Меѓутоа, по самата природа, жените се оние кои што носат поодлучни одлуки. И во таа констелација јас би ја поврзала и вашата констатација дека релативно добро успеавме да се снајдеме и во деловното обкружување, во носење на добри деловни резултати, меѓутоа и сето она што подразбираше продолжување на еден живот во новото нормално. И за крај, каква е родовата еднаквост од аспект на плати во вашиот сектор помеѓу мажите и жените? Дали постои еднаквост или постои одреден јас? Поглед на платите, сигурно знаете дека мажите и жените во нашето општество не се изедначени. И тука имаме некаков, јас би кажала, од 20 до 30%, кој што е обратно пропорционален на степенот на високото образование. Ние на, да кажем, на возраст од 29 до 49 години имаме повеќе високо образувани жени од мажи, но кога тие податоци би ги ставиле во корелација со платите, гледаме дека ситуацијата е обратна. Ова е уште еден знак дека сите заедно мора да работиме на поставување на жената подлабоко во структурата на економскиот живот во земјата, на давање на поголеми шанси за развој, за добивање, би кажала, на менаџерски позиции. Осигурителниот сектор е, би кажала, доста има добра пропорција на жени на челните позиции и би кажала дека можеби е еден од ретките сектори кај што дури 30% од челните позиции ги имаат жени. Меѓутоа, би го ставила тоа во корелација со сите оние бранши каде што учеството на жените во хиерархиската поставеност е по-добра, односно во финансискиот свет, секако во информатичката технологија и би кажала сите оние бизниси кои што даваат шанса на жените да самостојно ги развиваат, па тука би ги вклучила и семејните бизниси, каде што имаат повеќе шанса за поедноставно да се искачат, да кажам, на челните позиции. Мојата приказна започна пред точно 10 години. Годинава одбележавме еден убав јубилеј, 10 години постоење од мојата компанија. Работам во реалниот сектор, поточно во консултантската дејност. Ова е Пенка Мукаетова, основач и директор на консултантска компанија специјализирана за деловно и корпоративно право. Од работа во областа на адвокатурата порано, денес до своја компанија водена од идејата да направи нешто поразлично, поголемо и покреативно. Адвокатурата малку си има посебен дел кај што треба, нели, со строго определени правила. Значи ми фалеше оној креативниот дел каде што сакав, нели, буквално како жена што го има во себе и сето она знаење кој што го имав претходно стигнато, да можам да го, нели, направам преку нешто свое и така дојде идејата за основање на консултантската компанија. Меѓутоа почетоците секаде, нели, во мојот дел беа тешки. Едно од незнаење, нели, едукација постојана во делот, нели, влегуваш во нешто за тебе сосема непознато, предприемништвото не е така едноставно, иако од надвор може би изгледа лесно, интересно и убаво сето она, нели, што се следи преку социјалните медиуми, меѓутоа да се изоди тој еден пат и вие да обстоите денес на македонски пазар 10 години, тоа барам ако трпна работа.
сме правеле многу грешки, не враќале назад, чекори назад, меѓутоа она што е вербата во себе и страјноста не донела на позицијата на која што сме денес. И по 30 години се уште постојат позиции во државава каде жените не добиваат лидерски места, а проблемот за тоа според Пенка е до сите нас. Најсвежо ми е ова сеќавањето како известуваа медиумите во делот нели на сегашните кандидати за градоначалници, како ги перципираа нели како ги ја пренесоа самата информација. Имаме нели адвокати, лекари и две дами. Значи буквално сите овие 30 години многу работи се сменија, меѓутоа многу работи не се сменија. Значи некои работи воопште не се мрднати ни од мртва точка. Гледајќи ги сите нели сектори, ако земеме и во политиката и во судството, значи многу малку имаме нели жени на раководни позиции кај што се ставени и што можат нели да дадат собствен допринос. Од друга страна јас доаѓам од реалниот сектор, тука можеби за нијанса се мрднати работите затоа што имаме доста жени што се ставени на менаџерски позиции каде што многу солидно ги водат своите компании. Така да мислам дека перцепцијата веќе треба да се смени, треба да се даде шанса за тоа што жените знаат, умеат и можат да дадат допринос буквално нели да имаме едно подобро живење или подобро водење на самите организации. Значи тука мислам дека не е само еден дел проблемот, него проблемот е малку поширок. Домакинското работење е едно од предностите кои ги носи женското лидерство за општеството и економијата, додава Мукаетова. Имајќи го во предвид нели дека работиме доста и со институции, имаме доста работа и со судовите, можам да кажам дека во тие делови каде што имаме жени, значи во тие институции се покажало малку подомакинско работење во однос на мажите. Во ова сега не сакам да бидам погрешно сватена, меѓутоа има поголема пристапност до нив, подобро можеш да искомуницираш, значи се гледа една топла и домакинска атмосфера во самата организација, независно дали е институција или дали е приватна компанија каде што нели на чело се жените. Има поинаков пристап и со самите вработени и со луѓето од надвор, со клиентите, така да мислам дека многу повеќе можат и да допринесат жените ако се ставени на позиција. Живееме во време на доживотно учење, а за добар лидер важно е сите постојано да следат што се случува ново. Постојаната едукација, значи неформална едукација во сите сфери, не само во она што го работиме, колку повеќе значи стекнуваме нови знаења и нови вештини, толку повеќе можеме да си загарантираме позицијата која што ја имаме или да имаме нели можност да напредуваме за било која позиција за наш понатамошен развој. Секоја работна позиција, претежно пред се менаџерска, носи одредени одговорности, особено во овие моменти, тоа на овие кризни моменти, бидејќи пандемијата веќе полека, но сигурно прераснува во економска криза, се представува сериозна одговорност пред се, бидејќи одговорностите на еден менаџер се да ја води компанијата во одреден правец, со одредена визија, да обезбедува пазари, да обезбедува развој на самите вработени и така натаму, така што од аспект на одговорност секако не е уште поизразено во вакви моменти. Секојдневните обврски се секогаш насочени на еден менаџер да биде сигурен дека сите овие елементи од бизнисот се задоволени. Можеби во мојот случај тоа што е специфично е што доаѓам од металната индустрија, која што сепак барем на ниво на менеджмент не е во светот типично застапувана од жени, меѓутоа од друга страна тоа дава можност да отвориш некој малку поразличен пристап во однос на размислувањето, во однос на водењето на компанијата и се надевам дека и во иднина од моето работење, од мојата кариера ќе се покаже, односно ќе се потврди дека тоа било така. Предизвиците не прават посилни, предизвиците не прават да бидеме и поупорни и поинтелигентно да ги решаваме тие проблеми и еден вид на драйв како да постигнеме одредени цели за кои што
да речеме, немаме предиспозиции, немаме добра стартна позиција, како да кажем. Жените се повеќе слојни, не се првенствено насочени спрема профит, не се првенствено насочени спрема бројки, спрема резултати, меѓутоа подеднакво важно би рекла јас на една жена лидер, ако веќе треба да кажеме што би била разликата, сметам дека на жените им е важно да самата атмосфера во компанијата, важно им е луѓето да бидат среќни, важно им е луѓето да се осеќаат пријатно и важно им е да создадат една средина на растење и на добра синергија. Дека кај нас постојат предуслови и е полесно, веројатно постои и заради социјализмот постои одредена култура дека жените треба да работат, така што може би тоа со тек на времето ќе се менува, меѓутоа сметам дека онаа страна која што потекнува од некакви социјални стеги, дали треба или не треба жените да работат и да бидат амбициозни, ние ја немаме. Сега тоа што треба во иднина да се работи е да се може би тоа повеќе фали, да се охрабруваат жените да газат во места кои што не се изгазени. Може би тоа фали, сега тоа не сум сигурна дали е генерално женска особина или генерално ние како ментален склоп, меѓутоа сметам дека поготово актуелно недостатокот на жени во STEM професиите. Сметам дека е тоа иднината и сметам дека жените треба да се охрабруваат се повеќе, заради тоа што многу битни пронајдоци се остварени од страна на жени, така што некако иднината ја гледам во охрабрување на жените да се занимаваат и со нови технологии, и со инженерски професии генерално. Каква е состојбата со жените лидери во Македонија? Што велат нашите податоци? Погледнете во истражувањето кое што ви го подготвивме. Јазот во платите во нашата држава во последното истражување изнесува 17,9% на штета на жената. Се уште се водиме според застарените принципи дека мажот треба да ја храни фамилијата и да носи средства дома. Затоа се и помали платите кај жените на раководни позиции. Едноставно се смета дека жената ќе ја заврши добро работата и за помал надомест, затоа што таа е таа која се докажува, додека пак мажите се на позиција докажани. Националната стратегија за родова еднаквост е основниот стратешки документ на Република Македонија со кој се воспоставува сеопфатна рамка за понатамошни активности во насока на унапредување на родовата еднаквост и зајакнување на жените. Стратегијата се носи за период од 6 години од 2021 до 2026 година. Со донесување на оваа стратегија, Македонија се стреми кон унапредување на состојбата на родовата еднаквост во согласност со меѓународните стандарди, препораки и обврски, препознавајќи дека родовата еднаквост е еден од клучните аспекти за просперитет на целото општество. Мислам дека културолошките норми се една од водечките причини, но исто така и едноставно начинот на кој што нашето општество ги прифаќа или ги третира жените кои што се на лидерски позиции. Во културолошките норми тука ги подразбираме секако и обврските кои што паѓаат на жените, за кои што и претходно говорев дека можеби 73% од целокупната неплатена работа во семејството и во домот отпаѓа на жената, и тоа е огромно време кое што жената мора да го посвети, бидејќи доколку таа не го направи тоа, тие работи би останале незавршени. И споделувањето на родителското отсуство тука е многу важно. Кај нас има многу мал број на мажи кои што се одважиле да земат родителско отсуство и да бидат во домот заедно со сопругата или со својата партнерка. Според проценката на населението на Државниот завод за статистика, во Република Северна Македонија има вкупно 2.076.255 жители, од кои речиси подеднаков број на жени,
49,92% и мажи 50,8%. Во однос на старосната структура, жените во Македонија живеат 3,8 години повеќе од мажите, додека целокупното население се повеќе старее. Според регистарот на вработени во јавниот сектор во 2019-та, 55% од вработените се жени, а 45% мажи, но жените држат само околу 36% од раководните позиции во јавниот сектор. Не е само прашање да се знае како регулативата и законодавството може да се промовира родовата еднаквост, туку прво да разберат како тоа ја попречува. Родителското отсуство представува еден добар пример за тоа како државата може да се воздржи или да ја промовира родовата еднаквост. Со примерите од Исланд, Шведска, Финска, може да укажеме дека јавните политики треба да се креираат во насока на афирмација на еднаквоста и охрабрувањето на двајцата родители да ги исполнат своите семејни обврски, а истовремено на тој начин да се зголемат вработувањата и изедначат можностите на пазарот на трудот. Според извештајот за глобалниот родов јас на Светскиот економски форум за 2020 година, Македонија со 0,711 поени е на 70-то место од вкупно 153 земји, односно на 16-то место во регионот. Ова покажува назадување од 4 места од 2018-та, при што незначајниот јас е во економското учество и можности, каде Северна Македонија е рангирана на 100-то место, додека најдобра позиција има во политичко јакнење, каде е на 52-то место. Според податоците на Државниот завод за статистика, во големите компании од приватниот сектор, 21% од раководните позиции ги држат жени, наспроти 79% мажи. Во 2019 година процентот на жени на високи раководни позиции во компании кои котираат на берзата, членови на одбори биле 16,7%, што е намалување од 19,7% во 2018 година и 23% во 2017. Сметам дека со унапредувањето на сегашната правна рамка во ЗРО за породилното отсуство на таткото, не само што би се унапредила родовата еднаквост, туку и би ги поттикнала мажите активно да се препознаваат и да ја вреднуваат грижата за своите деца и семејства. Од 2012-та Министерството за економија спроведува конкретна мерка за финансиска поддршка на жени предприемачи. Преку оваа мерка се субвенционираат предпријатија кои се во сопственост и со кои управуваат жени. Во 2019 година со оваа мерка поддржани биле 21 апликантка со 2.307.370 денари. Во 2019 година владата на Македонија ја усвои и стратегијата за женско предприемништво 2019-2023. Но неизоставно и многу важно е вклучувањето на мажите. Споделувањето на обврските во домот, во семејството, и воопшто за грижата, сите оние обврски кои што паѓаат на грбот на жената, нивното споделување и мерките кои што и политиките кои што може да допринесат тоа да биде позастапено е од клучно значење за да жените можат да се ангажираат и да бидат вклучени и да успеат на овие лидерски позиции. По последните парламентарни избори во 2020 година во Собранието на Република Северна Македонија има 48 пратенички, 39,17%, со што РСМ е рангирана на 31-то место на глобалната листа на Интерпарламентарниот сојуз. Според официјалните податоци на Државната изборна комисија, на изборите за локалната власт годинава ќе се тркаат 299 кандидати за градоначалник во 81 општина. Од нив 274 се мажи и само 25 жени, односно 92% од кандидатите се мажи и само 8% жени. Ако зборуваме за економијата или за политичките лидерски позиции, на жените им треба и финансиска поддршка. Тие не се во можност да вложуваат во онаа мера во која што се во можност тоа мажите поради наследните практики што ги имаме. И знаеме дека и сите жени во бизнисот имаат мали или средни компании, најчесто се микро или мали,
А во политиката, начинот на кој што политичките партии се организирани, исто така не дозволува на површина да излезат. Овие локални избори и бројот на кандидатки за градоначалнички позиции тоа го покажува. Додека пак од друга страна, таму каде што има квоти, таму има поголема застапеност на жените и таму е можно да има база од која што пак ќе се изродат лидерките што ќе ги поддржиме во сите сфери на нашиот живот, така што верувам дека квотите се исто така една од политиките што можат да допринесат. Сите поголеми политички партии имаат женски форуми чија цел е охрабрување на жените и искажување на конкретните потреби и интересите на жените во политичкиот и јавниот живот. Сепак, во речиси сите политички партии во земјава доминираат мажите и само една партија има жена председателка. Истражувањата во насока на жените на лидерски позиции укажуваат на низа предизвици со кои жените се соочуваат. Управувањето се уште се гледа како сексистичка средина во која доминираат мажите и во која жените доживуваат поголеми препреки кон напредокот. Ова се препишува на фактот дека жените добиваат помалку предизвикувачки задачи. Треба да ја заработат почетта, затоа што таа не им е дадена од позицијата. И успешните менаџери се замислуваат како мажи, а машките стереотипни особини се гледаат како карактеристики на успешен управител. Па така често се среќаваме со тоа како била облечена, каква фризура имала или дали била нашминкана, не баре тоа е клучно за успешност на професионален план. За жал, ова е погрешно и влијае на стереотипи, наместо да креира простор за еднаква родова застапеност. Жените често преку медиумите се опишани со карактеристики како што се убава, среќна, добра, срдечна, сладка, дама и слично, односно со црти кои уште повеќе го зајакнуваат стереотипот дека жените треба да бидат добри и позитивни. Овој начин на комуникација преку медиумите како родово несензитивен јазик треба да се избегнува. Јазикот на медиумите треба да биде родово неутрален. Мажите и жените се личности. Нивниот приватен изглед не треба да биде пресуден во поглед на нивното кариерно доживување. Секој поединец треба да се представува преку квалитетите, вештините и знаењето кое го поседува. Мажите и жените во општеството се еднакви. Родовото подвојување на професиите во медиумското портретирање треба да се надмине. Професиите зависат од стручност, а не од родот на личноста. Мажот не помага дома. Тој е партнер во заедницата со еднакви права и обврски. Големите лидери се личности кои охрабруваат, мотивираат, инспирираат. Во рамки на пандемијата видовме многу жени на лидерски позиции кои одлично се справија и беа токму она што го кажав. Инспирираа, охрабруваа, мотивираа. Денес за нив ќе говориме во артикулација. Жените лидери успешно се справуваа со ситуацијата која ја наметна пандемијата. Ерна Солберг, премиерката на Норвешка, која одржуваше инструктивни и поучни настани за деца поврзани со последиците од коронавирусот, чија цел беше да се ослободат младата популација од стравовите и покрај фактот дека тие се уште не се дел од гласачкото тело. Премиерката на Исланд, Катрин Джакобдор, воведе интензивен систем за скрининг и идентификација на контактите во незината земја, што се покажа како рано имплементирана успешна алатка во борба против вирусот, а сега воведе и двојно тестирање и задолжителен карантин за патниците. Во Финска премиерката Сана Марин воведе мобилна апликација која ги детектира заболените и ја искористи моќта на инфлуенсерите на социјалните медиуми кои помогнаа да се прошири знаењето за начините на превенција на ширењето на болеста. Тајван исто така се подпре на технологијата. Една од скорашните иновации е користење на QR кодови и онлайн систем за известување за патници, како и жешка линија на која граѓаните можат да пријавуваат симптоми или заболени случаи. Пандемијата ги погоди позициите на жените силно, еднакво и на останатите. Но она што можеме да го истакнеме е дека многу жени успешно се справија со предизвиците кои пандемијата ги донесе. Во ова издание зборувавме за нив. Довидување до следната приказна.